Животот на бегалците во камповите во Грција станал толку тежок, што тие понекогаш размислуваат и за враќање во својата од војна разурната земја Сирија, дури и по цена на нивниот живот. Условите во кампот Суда, еден од трите на островот Хиос, се влошија откако бројот на бегалците се зголемил за 3 пати. Шатори за околу 900 луѓе се поставени во стариот канал околу византискиот средновековен замок Хиос, со церади кои се зацврстени над зидовите на тврдината за да ги штитат од дожд. За време на протестите во јуни шаторите беа зафатени од пожар. Бегалците велат дека се уште честа појава се тепачките, но и кражбите. Прехранувањето со сендвичи и овошје не е доволно. Во импровизиран простор, едва и поголем од 2 метра, 26 годишниот студент Мохамед Ал-Джасем од Сирија ги минува деновите пишувајќи писма до неговата мајка дома. For mama, for my A's, I love you mama, I hope to see you in the future. Доколку неговото барање за азил биде одбиено, тој планира да обжали одлуката врз основа на тоа дека Турција не е безбедно место за него. إذا رجعت تركيا راح أفرغ كل شعوري بالكتابة. راح أفرغ كل شعوري بالكتابة وراح أرسل لكم هالشيء بالكتابة، راح تشوفوا تتفاجئوا. راح أفهم كل العالم وبكل اللغات ترجمها. شو الشعور راح أشعر فيه؟ شعور ما Джасем е на Хиос над 5 месеци и се уште нема информации за неговата судбина. Како и другите, тој вели дека немал друг избор освен да напушти Сирија. Не сакам да држам оружје и да убивам некого. Јас само сакам да учам, да работам, да имам нов живот, да имам нов почеток, да одам во Германија за да имам мир, да го напуштам овој неред и војната, рече тој. 45 годишниот сириец Дауд пак кажува како ги минува деновите во безделничење, слушајќи ги депачките кои се случувале скоро секоја ноќ. Тој има направено 3 интервјуа за азил, но се уште нема одговор. Иако тој и неговото семејство се чувствуваат небезбедно, одбива да се врати во Турција, велејќи дека повеќе би сакал да се врати во Сирија и да умре, отколку да се врати во Турција. Камп со шатори исто така почна да никнува на плажата за капење во близина на градското пристаниште во Хиос. Пристигнувањата на грчките острови се намали на околу 100 на ден во споредба со илјадниците во минатата година по договорот што беше постигнат со Турција. Сепак околу 13.000 бегалци и мигранти во моментов се на грчките острови. Во март ги имаше околу 5.000. Само на островот Хиос ги има околу 3.500. Според најновите владени податоци, во цела Грција сега имало скоро 60.000 мигранти. Владата постојано се бори да се справи со нив и да им ја обезбеди соодветна храна и објекти. Повеќето чекаат одговор на нивните барања за азил во други земји од Европската унија, но процесот оди премногу бавно.